Добар ден, Димко, добар ден. Гледам, од Аргатлук доаѓаш. И како си помина денеска? Фала му на Господа, така некако се помина денот, го поминав нешто. А ти бе, пријателе, оти така му викаш Димко само? А не личи да му речеш само Димко? Оти да не личи? Па, мене ми е така името Димко, така народот ме завикал Димко, према човекот името Димко. Друго треба, ти сега треба да те вика тебе Чорбаджи Димко. Шо, па нели уба пара спечали одработава од Аргатлакот. Сега ти личи тебе Чорбаджи Димко. Чорбаджи, мојот Чорбаджилак ништо нема. Туку, ако си ги пуштиме нозете кукушо ни е чергата, ќе поминеме некако зима. Арно видиш, а? Епа, ај со радост да си ги арчите парите. Сповајте. И вие со радост да си поминете. Ај со здрави. Ај со здрави. Пријателе, чекај малку. Ела. Ми текна нешто. Шо бе? Ми дојде една убава мисла. Си велам, оти ние да не му ги собереме парите на овој дебелоглав селанец, па потоа цела зима да ни работи за малку пари и корка леп, што се вели. Абе да те кажам право, пријателе, имане иста мисла ми се развртени злат. Се думав да ти кажам, оти сакам сам да ја свршам таа работа. Мене не ми е првпат, јас и на други така им правено. Вистина? Јас сакав, ама не знаев како. Жити мене, кажи како ќе му ги земеш парите? Сакаш да видиш? Да. Сад ќе му појдеме дома и ќе ти кажам како. Сега? Ќе му кажеме дека ќе бидеме ортаци, тројцата, јас, ти и тој. Да. Ќе дајме сите по малку пари, да речеме. Значи ќе му ги земе неговите цели пари, ние ќе дајме од нас троа пари, ќе собереме малце така, ме разбираш ли? И ќе почнеме некоја нова работа. После кој ќе спечалиме, ќе му кажеме дека ќе ги поделиме на 3 дела. Ама велиш ќе сака тој тоа малку пари што го има да го даде онака? Абе, не бери га, еле, јас ќе наредам работа. Ајде ти само помени, ајде. И сега, овие за ова, овие за ова, овие за она, оние. И на крај пак ништо не остана. Ништо, ама така ќе биде како јас што ќе кажам. Овие пари ќе ги чуваме за црни денови. Од нив не смее да се гиба додека не кажам јас. Арно. Ти како ќе кажеш? Што го сочинуваат циклус. Ти си домаќин, ти ги печалеше, ти ги донесе, ти не раниш сите, ти како ќе кажеш? Така нека биде, не остана. Се си мислам, жено, овие пари некако... Овие што остана? Да можем да појдам во град, да таму да зафатам некоја работа. Пара на пара оди. Така. А вака ќе ги стискаме и на крај ништо од нив. Пак ќе ги плачим. Да, ништо од нив нема да остане. Ама не знам, јас за таа работа ништо не знам. Мене да ти кажам, умот дотаму не ми фаќа. Како знаеш така, чини си, јас не знам да ти кажам што да чиниш или да не чиниш. Не знам дали е човечки. Оти бе? Човекот уште не седнал што се вели, не се видел со жената, со децата. Ај утре да дојме. Абе, што те гледам, буда бе, оти бе утре. Шо можеш, денеска не оставај за утре. Мене ми се брза. Неговите пари нас не чекаат. Сега ќе влезиме кај него. Ти само седи и молчи, јас ќе ја редам работата. Ај викај го. Димко! Јас ќе видам, ти прибери и парите.
Димко! Абе, чорбаджи Димко! А, чорбачи Димко! О, чорбаджи! Абе, шампове довлечка се наваму, нели се сретнавме пред малку на патот, го? Абе, имаме еден убав муабет со тебе да направиме. Муабет. Парно де, ајде. Ај, качете се горе. Ева, ка пускалите право горе. Ај. Ајде, добро дошли. Добро нашле. Добро нашле. Ајде, Бујро. О, повелете, седнете. Седнете, абе. Седнете. Повајте, да ве прашам. Шо ве натера вака прагот мој да го минете? Оти бе, чорбачи Димко, да не ти го поминеме прагот, па толку време се знаеме бе. Пријатели, комши, луѓе се мешат со Ама мене. до сега не бе Така е. Ама, што вака кај нас? Се, нема да вртиме работата многу доколу, веднаш ке кажеме зошто сме дојдени. Ти, Димко, ние знаеме дека ти имаш спечалено тропојќе пари со аргатлакот кој имаш. пари, Така, аргатлук што се Има. спечава. Сега ние сакаме ти направиме тебе една добрина. Мене? Еве со пријателов кај да овие денови ќе одиме в град да зафатиме трговија и решивме ти да ни бидеш ортак. Тројцата да се заортачиме, да дадиме по пари сите, да направиме трговија, да спечалиме поголеми пари. Разбираш ли? Твоите пари да не ти стоат така бадијава, туку твоите пари да ти донесат нови, поголеми пари. Шо рече да не стоеле бадијала? Ти е многу, сепак е стоеле, што нема за стоење. Види са, домаќинке, ние дојдовме овде не со жена да правиме муабет, туку со маж. Така, ако е за правда, ние со жената си правевме таков муабет. Пред да влезете вие, се вели. И рековме ти, треба да се заврти некоја работа, за да може троа појќе пари да се заработи. Тоа ти велиме. Само јас вака како што ве гледам, не можам со вас да се мерам. Вие сте богати, имате пари, чорбаджи, луѓе на нога. Луѓе на нога? Немој. Ти за тоа ич гајле да немаш. Тоа си е наша работа. Колку ќе ставиш, толку ќе земеш. Ако ставиш повеќе, ќе земеш повеќе. Ти само фати се за работа со нас, а за другото... Ние ќе мислиме гајле да немаш. Шо? Ја мислам, мислам јас, ти сите пари што ги имаш да не ги даеш нам. Сите? Сите да ги имаш. Ами за давање, за даноци, за ова. После, кола е работа од ти са, колку појќе толку ќе клаи, толку појќе ќе добие. Колку ќе дај тој, толку ќе дајме, и јас толку ќе дај, и тој толку ќе дај. Разбираш се што ти кажам? Разбирам. Разбираш се, колку појќе ќе дајш, толку појќе ќе земиш. Добро. Ич гајле да немаш. Абе, јас не ја разбирам многу таа работа. Види како оди, сега мислам. Ама, Чекај, полека се, ти не зборуваш. За масло, за... Ама добро бре, ај сега оди и донеси да се напиеме по една, ај да ни трне работата, ајде, остај донесе машки му аби. Гајле да немаш, ни една гнила штица не газиме. Со нас работата масло. Абе, ортаци, да ја прашам нешто. Шо вака? Ова времево се стемни некако, се намашти, еве и како силен ветер да сака да дувне. Абе, ти си бил лептен торлак, бе. Абе, ти ич
немаш ништо во тоа црпката, бе. Ти ништо не знаеш, бе. Виж шо ми вакво времето, значи ќе се расипе. Значи ќе врне. Јас сакав да прашам само. Тикво дебелоглава селанска. Зошто, бе? Така. Ај. Шо, бе? Ај. Абе, слушате? Шо, бе? Абе, уште не се стемнило, а петлиња почнаа да пеат. Обре, да ти се плукнам во тоа глата дебела, бе. Ти човек ли си или ајван, бе? А? Оти, бе, братче, бе, оти. Јас само прашувам, чудно ми се виде, бе, братче. Немој ти нам, брате, оти сиромав и богат браќа не биваат. Тебе да ти фаќаше лејката, ќе ти тежеше кесето како нашето. Слушај се, пријател. Ти сега ќе треба тука троа да останиш, да се одмориш, а ние чудиме напред, да видиме да не има нешто на патот, разбираш ли? Оти сега ќе фати коријата. Густата шума ќе фати сега. Шо мене сам ќе ми остави? Не, види сега, ти сега тука ќе стоиш да видиш да не некој лош човек ни доаѓа од зад грб, за да не... Да ни го кркне. Така. Сега ние чуеме, значи напред, ти почекај тука троа и после побрзај и ние пополека чуеме ќе не втасаш. Разбра? Значи сам. Сам, ама ти си сам, ама тука шумата е ретка. Гледаш, Се гледа, ретка е, а таму погуста и ништо не се гледа. Значи, подобро е двајца да отидеме видиме таму. што. Добро, де, вие Ајде, знаете, така, ај, вие ајде, знаете, така. ај, јас ќе почекам, ај. После ти трни по нас, ние ќе не стане. Право, се право. Ако ќе дојде овој Торлаков, одма да го акниш по глава. Каде? Абе, како каде бе, тука, одзади по тило. Акни го убо, одзади, и јас ќе му правам муабет, а ти бупни го и кој ќе го нечкостаме, ќе му ги собериме пари. Ама не, порно ќе биде јас да му правам муабет, а ти да го мамнеш по глава. Оти мене ми е прв пат, па ми е страв да не сгрешам нешто. Добро, така нека биде, така нека биде. Ајде. Значи, се разбрат. Сега јас тука ќе се скријам, ти кој ќе дојде, племо му... Добар ден, деца мои. Каде вака сте тргнале, ха? А тебе, староро, шо ти е гајле, кај сме тргнале ние? Ха? Ами, ви сега, мене толкова много и не ми е гајле, кај сте тргнале. Ами ако не ти е гајле, врви си патом шо се? Аха, сакав нешто да ве опитам, бидува или не бидува? Ајде, кажи, ама побрзо, ајде. Ајде ќе прашам. Сакав да ве опитам за времето нешто, с ношти. Туку се мрштеше како да ќе дувни ветер. Сетне како да ќе врни, а ниту дувна ветер, ниту заврна. Сетне и петлите с ношти многу рано пропеа. Али знаете што е вака, а? Чекај, старо, ти да не си му роднина на оној Торлакон шо оди со нас?
Кој торлак? Ти селанец си? Селанец си? Да, селанец сум јас. И тоа сиромав селанец. Абе, велам ја, од села ни побудали на веков немаме. Абе, толку тврди во тоа, гледате, како ќуто ти се. Абе, останал ни, за време и за петли прашува. Абе, ајде, оди врви си патаме. Добро, ќе си одам, само пред тоа сакав да ве благословам. Нас. Вас. Оти да не благословиш. Еби така, многу сте ми некако мили, па сакам да ве благословам, а? Гледаш ли што била убавината кога патуваш вака? Секакви будали ќе сретнеш по пат и цел живот ќе си прикажуваш за нив. Ај да видиме и да чуеме како ќе не благословиш. Ај се. Ај, овие 20 магариња да ги штурам. Ајде ти биде едно магариња. Ајде ти биде едно магариња. Еле и ние, селаните бевме глупави, а? Ајде, нека ви ја Илија работата. Поможи Бог, дедо. Господ да ти поможи, момче. Каде вака, бе? Абе, дедо, да не виде едни 20 пријатели од тука да поминат. А, 20, велиш. Помина од тука и отидоа. Аха. Ама чекај, пред тоа сакам нешто да те прашам, момче. Ако имаш време да ми одговориш. Ами ние сме трнати со тие 20 побратими по работа додиме да бараме. Ќе ги стасаш. Само да те прашам нешто за времето сакав. Вчера, ако можеш да ми кажеш што беше тоа времето што се мрштеше, така како да ќе дувни, така како да ќе заврни, а ниту дувна, ниту заврна. А и петлите многу рано пропеаја. Али знаеш за што беше тоа вчера? Абе, дедо, ти сакаш да се биеш шега со мене како овие 20 мои пријатели, е? Не се бием шега, момче, вистина те прашувам. Ами за тоа не се прашува, тоа се господови работи, тој си знае. Така, бре, момче, да знаеш колкава радост ми направи на душата, штом го слушнав името Господово. Велиш така, а? Да. Ти се пријатели твои. Пријатели, па, знаеш, од недавна се дојдени во селото наше. Вела тути во градот имале големи богатства, имале многу, па сега купија по еден чиплик во селото и така сетики живеат. И сега мене ме земаа за ортак да одиме во градот, па таму да како ортаци да се збогатиме, да поможем и јас во работата. Види, момче, лели си честно, човече. Да, честно, ама тие се шега си бија со мене. Ако. И лели знаеш за Бога, сега јас ќе ти кажам тебе нешто. Тие 20 не ти беа тебе пријатели. Не? Ги сетив по муабетот. Да, се ми века, оти сум бил овој дебелоглав селанец, торлак, така сетики ме навредува, ама шо да Ако, они ќе знаат убаво да си поминат за таа работа што ти ја правеле тебе. Туку слушај бе ти сега мене што ќе ти речам. Лели си кинисал за работа и бараш ортаклук, еве јас сум тука. Јас сум стар човек, гледаш. Мене за работа не ме бидува. Како бе, дедо? Ама ти си млад, јак си, а јас имам 2 магариња. Еве ќе ти ги давам тебе, па ти да работиш со нив. И вака ќе направиме. Што ќе спечалиш, мене ќе ми даиш 2 дела, тебе 1. Чунки 2 магариња ти дава. Бидува? Олај ти за добрината. Така, уште нешто да ми ти кажам. Овие магариња, да не ги жалиш многу. Да ги товариш што поиќе можеш. Чунки тие се улежани. Не се многу работени, не се измачени. И види, самарот вака нека им стои на голо, немој некој чергиче или некој друго да им ставаш под самар. Да не ги спаструва? Не, така нека си седат самарите на голо, а ти да ги товараш што поиќе можеш и што потешко. Бидува ли?
Кога ти велиш така, твоја стока е сега. Вака ќе направиме. А. Ќе работиш една година. А до година на ова исто место јас ќе те чекам тука. Ќе ми ги донесиш и магарињата и двата дела од парите. Едниот дел за тебе и секој по својот пат. Ти по својо, јас по мојо. Бидува? Бидува. Така. Ајде. Полај ти за ова. Ајде. Добрина што ми ја направи. Ајде, оди човече. Земи си ги магарињата. Ајде. Полај. Море, богати граѓани, вие мајтап ќе правите со селаните и со сиромашните. Ела сега да ве видам. Та и мене сака од добиче подолу да ме клаат. За ова ќе платат. Абе човеку, ти од селово ли си? Да, од тука сум, од село. Да те прашам нешто може? Може, ако можам да ти кажам, ќе ти кажам. Види, да не знаеш некој од селово да бара човек за работа. Јас за работа сум. Така да спечелам. Нешто ако може да се спечели. Абе човече, тебе како Господ да те пратил кај мене. Зошто бре? Јас барам луѓе за работа. Ти бараш? Да. Мене ми требаат луѓе за носење камења. Градам куќа. Куќа? А ми требаат луѓе за носење камења, па како што те гледам тебе со магариња, Да, и ќе те земам и тебе и магарињата. И магарињата? Само ќе ми работиш се додека ја завршам куќата. Ќе платам добро. Бидува. Бидува, нели? Бидува. Така. Биду. Ајде. Како што се договоривме. Сите дрва да бидат донесени. Јасно? Де бре, чурважи, јас не сум дете, договорено е, договорено, готово. Добро, ама сепак да знаеш што има многу дрва за носење. Немој после магарињата не можат да издржат, не можам, горештина. Те бре, па ти магарињата камења издржа да носат, а нема дрва да издржа да носат. Добро, сега. Дали се камење или дрва на магарето му е седно. Само да знаеш, ако се договориме, да се договориме, ако даде, збор да биде даден. Рака бе, јас кој ќе кажам давам збор, зборот е даден. Така, додам да бркам работа. Така, договорено? Договорено. Поможи Бог, дедо. Господ да ти поможи, момче. Како што се договоривме, еве тука сум. Така. Сполај ти многу за добрината. Како што се договоривме, со овие твоиве магариња многу пари спечелив, еве ги сега, подели ги на 3 еднакви дела, да си врвам јас по патот. Дај раката. Чекај. Така. Ете овие два дела, нека останат кај мене. Сполај ти за добрината и да дојдиш кај мене. Јас тука близко во село овде живеам, Димко ме викаат. По дедо ми Денко сум крстен. По дедо ти Денко? Ај, ќе дојдам, го знам, салам домаќиње. Ќе дојдам да ме подпритро. Ајде, со здравје и Господ секогаш нека ти биди на помош. Ајде така. Ај, ој си со здравје.
Деца, видовте ли сега дека не треба да правите шега со селаните и со сиромасите, а? А, ќе правите ли друг пат пак така? Господ да чува. И да брани, дедо. Го спомнавте, Господа. Видовте дека има и посилен од вас, а? Видовме. Убаво. Сега да ви дам овие парички, што си ги спечаливте работејќи као магариња, да си ги поделите на 2 дела, подеднакво. И друг пат, вакви работи да не правите. Истина е ова, а на ваква Божја милост не се надеваме. Дедо да те прашаме. Ај. Па тоа бил... Леле, прости ни, Господе, Прости ни. прости ни.